Добре дојдовте на ново Едуино видео упатство. Моето име е Игор Богдановски и ќе ве водам низ истото. Во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на видеа креирани да го поддржат процесот на онлайн настава. Се надевам ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Целите на ова видео упатство се следните. На почетокот ќе стартуваме PowerPoint апликацијата и ќе се запознаеме со основните елементи на почетниот прозорец. А потоа ќе се обидиме да креираме првата презентација со или без шаблон и ќе ги кажеме особеностите при едниот и при другиот случај. Потоа ќе започнеме со додавање на текст, слика, икони и видеа, со што ќе ја креираме нашата прва презентација и со истите елементи истата ќе ја збогатиме. Потоа ќе го искористиме PowerPoint дизајнер, односно ќе се обидиме да искористиме во наша корист вештачката интелигенција што е инкорпорирана во PowerPoint. И на крај ќе завршиме со транзиции, анимации и движења, со што ќе му дадеме флуентност на нашата мисла. Имајте во предвид дека кога креирате PowerPoint презентација, вие треба да имате една цел и при тоа таа да ја преточите низ следовите во вашата презентација. Откако ќе стартуваме PowerPoint презентацијата, не пречекува прозорец како тоа што имате можност да го видите. Од левата страна имаме три табови: Home, New, Open, и во долниот дел нашата акаунт, повратниот одговор и одредени опции за дополнително подесување. Во горниот дел се наоѓа во првата хоризонтална лента се наоѓаат можностите за избор на празна репрезентација и можете да забележите 8 шаблони или темплети за вашата идна презентација. Ако сакате да научите да видите какви може да бидат и другите теми, односно дизајни, кликнувате на опцијата More Themes и добивате дополнителни опции и при тоа можете да пребарувате најразлични категории. При тоа забележувате дека со самиот избор вие имате најразличен дизајн и при тоа се што треба да направите е да кликнете на било кој од понудените опции и со едноставно кликнување на Create вие ја даунлодирате оваа тема, тоест овој дизајн од PowerPoint и добивате готова презентација која што, ако кликнеме на копчето од десната страна, веќе можеме да ја изменуваме за нашите потреби, ако тоа ви треба. Но бидејќи најчесто нашите потреби ќе бидат поинакви од оние што се замислени во шемите или во темплетите, можеме да појдеме секогаш во копчето Файл и во делот за Home да изберите повторно нова дизајн или пак да кликнете на New, да отворите нова презентација, да кликнете на копчето Open и да отворите ваша презентација. Забележувате дека си имам известување дека некои од фаиловите се претходно снимани и треба да ги коригирам. Направил некоја грешка, најверојатно избришан некој файл во нив. За да отворите ваша презентација снимана некаде во OneDrive, го избирате вашиот соодветен OneDrive и го ја бирате презентацијата. Ако сакате да изберете презентација што е на вашиот компјутер, избирате This PC или пак можете да пробарувате преку Windows Explorer. Но бидејќи кога ќе појдете во делот Home, ќе гледате последните 10 презентации, можеме да избериме било која од претходните презентации. Како што можете да забележите, целата површина што ја покрива PowerPoint апликацијата, можеме визуелно да ја поделиме во неколку делови и тоа во горниот дел се наоѓа од левата страна лентата за брза навигација, потоа десно донезе се името на презентацијата, како и основните карактеристики за истата, делот за пребарување, која што е новина во Office 365 пакетот, и служи за брзо пребарување на одредени делови за кои што можеби сте заборавили, и од десната страна кај стандардните копчиња. Потоа во централното поле под таа лента се наоѓа рибонот или траката во која што се наоѓаат сите алатки и сите опции што ги нуди PowerPoint презентацијата.
При тоа забележите како што кликаме на табовите, тоа се копчињата што се наоѓаат во горниот дел, така се променуваат и опциите што се наоѓаат под нив. При тоа да напоменам дека за да креирате добра презентација не мора да ги знаете сите овие опции, тие можат и да ви исплашат, доволно да знаете само 5% од можностите што ги нуди PowerPoint за да направите добра PowerPoint презентација. Нешто на што стакам да ви скренам внимание е следното. Кога ќе кликнете на некој од табовите, забележувате дека имаме групи на алатки, групи на икони, групирани според нивните карактеристики, и едната група од другата група е поделена со вертикална линија. И при тоа, многу е битно да забележите дека кај некои алатки имаме само икона, мислам сликче за иконата и текстот, а додека кај други имаме и дополнителни опции, што се добиваат со кликнување на истите. Забележите колку многу опции имаме во овој дел. Исто така забележувате имаме дополнителни опции во овој дел. Ако, например, изберите одредена содржина, и тогаш опциите за таа содржина дополнително се променуваат. Ако сакате да изберите до цела група, затоа што, например, во групата за фонд, имаме дополнителни опции кои што не ги собира во овој дел, кликнувате на оваа стрелката што се наоѓа во долниот десен нагол и ќе ги добиете дополнителните опции што се за фондот. Тоа е едно на што треба да внимавате. Потоа централниот дел е поделен на два делови и тоа од левата страна се наоѓаат мали презентации на слайдот што се наоѓа во централниот дел и делот што е најдолу или статусната лента во која што од левата страна гледате колку слайдови имаме и на кој слайд се наоѓаме, јазикот на кој што работиме, потоа се белешките што можеме да ги користиме. Потоа имаме 4 копчиња за различни прегледи. Например, првата опција е нормалниот преглед, втората опција е слайд сортер, во кој што ги гледате сите слайдови на вашата презентација и можете да изберете било кој од слайдовите само што кликнување на него со двоен клик. Исто така, за да се вратите назад во слайд сортерот, доволно да кликнете на неговото копче, на истиот начин го исклучувате. Имаме трета опција, тоа е Reading View, која искрено многу ретко ја користам, да не речем никогаш. Ќе кликнеме на нормал, ќе се вратиме назад и четвртата алатка е алатката за брз преглед, слайдшоу, и при тоа секогаш слайдшоуот го започнувате од слайдот што е моментално активен. Јас сега го бирам петтиот слайд, што е прикажано во овој дел, и кликнувам на четвртата опција слайдшоу и презентацијата почнува само од тој слайд за да имам преглед како таа изгледа. Се враќате назад во презентацијата на тој начин што притискате Escape на тастатурата и се враќате на почетниот дел. Исто така многу добро е, сега ќе појдем во слайдот со срцето. Например, ако го искористам делот за зумирање, едноставно го излизгав слайдерот и презентацијата ја зумира до процент кој што мене во моментот и ми требаш. Ако доколку сакам нешто да прикажам, за да се вратам во нормалниот преглед, ќе кликнам крајно десно и автоматски целата презентација го зафати комплетната површина на мојот монитор. Откако се запознавме што е тоа PowerPoint, како изгледа, да видиме како се прави многу едноставна презентација. Забележувате дека ова е мојот насловен слайд. При тоа, можеби забележувате имаме бели точки кои на почетокот ќе ве бунат. И мене искрено на почетокот многу бе буне, но понатаму многу ми помагаат. Ако сакате тие да ги видите, кликнувате било каде во празниот простор и во делот Grid and Guides кликнувате на стрелката за да ги добивате опциите и имаме главна вертикална, главна хоризонтална и 3 дополнителни опции. Овие дополнителни опции можете доколку сакате да ги исклучите, но верувајте дека нема да зажалите ако останат приклучени, па затоа јас ќе ги вратам назад, затоа што како што ќе работите покасно ќе забележите дека тие многу брзо и многу практично ќе може да ги распоредуваат елементите во вашата презентација. За да додадеме нов слайд, се што треба да направите е да кликнете помеѓу првиот и вториот слайд или да кликнете на почетокот ако сакате да додадете слайд пред првиот слайд.
Постои опција да притиснете само Enter на тастатурата и вие додавате почетен слайд, што е ист како тој што е после него. Нареден начин за да додадете слайд, еве сега на пример ќе дојдам после четвртиот слайд, да додадам нов слайд, можете да додадете на тој начин што ќе кликнете со десното копче во тој дел и ќе изберите New Slide и добивате слайд што е идентичен на тој претходниот. Трет начин за да додадете слайд е бирате каде сакате да го додадете слайдот, одете во делот Home, во табот Home, во втората група на алатки, во делот New Slide и бирате каков слайд сакате да користите. Забележувате јас дека имам дополнителна тема затоа што слайдот број 2 користи дополнителна тема што ја нема во претходните. Значи јас сега сакам да изберам слайд што ќе има две содржини или пак може би две слики што сакам да ги споредувам или пак содржина или слика. Јас ќе изберам на пример две содржини што ќе бидат за споредување. И забележувате се отвори нов слайд, празен слайд во кој што ние ќе треба да работиме. Сега ќе се вратам на првиот слайд и ќе додадам првиот текст, многу едноставно, како што гледате, click to add title, кликнувате и можете да го изберите фонтот, големината, буквите, бојата и така натаму, стандардни работи. Еве, например, моја прва презентација. И овдека го пишувам авторот, но воопшто не е битно. Во вториот дел од овие видео упатства ќе се запознаете како визуелно подобро да ја представиме оваа презентација. Ќе појдеме на вториот слайд, забележувате дека со самиот избор на различна позадина, всушност, нашијата презентација станува многу попечатлива. Ако сакате првиот слайд да го направите втор, едноставно го влечите и го спуштате под првиот слайд и сега тој стана втор слайд. Како можеме многу лесно да ја промениме позадината на целиот слайд и да изберите тема која што можете да искористите? Ќе појдете во делот Дизајн. Ако изберите некој од понудените теми, забележувате дека се промени темата, но на овој начин ќе се променат и сите останати. Ако кликнете во Design Ideas, ќе забележите дека самиот PowerPoint ви нуди опции за вашата презентација. Јас, например, сега понудените опции ќе изберам опцијата што е понудена во овој дел и ќе го затворам прозорецот за идеи. Зошто го избрав овој начин? Ќе ви покажам на третиот слайд. Ако изберам, например, оваа тема да ја применам, забележувате дека слайдот што беше претходно направен со една тема, сега е веќе променет и тој ја има другата тема. За таа цел, да не се случува такво нешто, наместо да ја променувате комплетната шема на сите слайдови, еве, забележите сега сите слайдови се променија и го имаат дизајнот како тој што го избрав. За таа цел, ако не сакате тоа да го направите, едноставно појдете во Design Ideas и видите какви дизајни може би да ви понуди вештачката интелигенција на PowerPoint. Во случајот немаме никаква, треба да додадеме некаков текст. Забележувате дека сега го имам само насловот додаден и ништо како содржина. За да прикажам како можеме ова да го направиме, ќе го искористам наредниот слайд во кој што имам напишан наслов, потоа поднаслов, поднаслов 2, менуваме содржина така што го селектираме делот и го променуваме и две едноставни реченици. Забележувате дека при креирањето насловот е со големина 42, поднасловот е со 36, а додека текстот е со 32. Како ќе го направиме да изгледа како претходниот слайд? Многу едноставно. Кликнувате да го изберите полето каде што се наоѓа насловот и при тоа сега можете многу едноставно да појдете во делот за Insert и да изберите форма. Јас ќе изберам правоаголник и ќе нацртам правоаголна форма токму колку што ми е текстот. Оваа правоаголна форма ќе ја зголемам колку што ми е целиот слайд
И бидејќи исполнета со една боја, јас тоа баш и не го сакам, но може да го зачувате доколку вие тоа го сакате, ќе појдете во делот Insert и забележувате дека бидејќи сега направи форма, имам дополнителна алатка горе, која ќе изберам алатката, дополнително се добиваат повеќе опции. Целта е сега оваа површина, овој правоаголник што го добив, некако да го уредиме. Јас ќе појдам во делот за исполнување и ќе изберам дека сакам постепено да ми се исполнуваат боите, така што првата боја во моето постепено исполнување ќе изберам да биде, еве например, на овој начин, се до исполнувањето да биде, например, еве се до некоја ваква боја и забележувате како постепено се променуваат боите. Се што друго сега треба да направам е целиот овој правоаголник да го вратам назад и текстот го добив на површина. На тој начин јас го разменувам редоследот на елементите на слайдот. Едноставно, сега слайдот се наоѓа позади текстот на презентацијата. Истото можете да го направите и во овој дел. Можем сега, например, да се вратиме во делот на Home и да ја промениме бојата на текстот, доколку сакате. Овдека можеме да избериме некоја друга боја во текстот. Ако сакате, можете, постои многу убава опција, да селектирате дел и да изберите боја што веќе ја имате на слайдот. Тоа го правите на тој начин што, кога ќе појдете во алатките што се наоѓаат за фонт, значи првата алатка е за подвлекување, highlighter, а втората алатка е за бојата на фонтот. Кога ќе изберите таа алатка, забележете дека имаме eyedropper tool. Со помош на оваа алатка можам да изберам било каква боја од мојот слайд. Например, сега ќе изберам еве оваа дел. Забележувате дека текстот се обои со бојата што ја избрав. Еве, за да го прикажам уште еднаш, ќе го изберам овој дел од текстот, ќе појдам во опцијата за фонт, ќе изберам eyedropper и ќе појдам во овој дел да изберам нијанса од претходната боја. Но забележете сега да не ви се случи оваа боја скоро и да не се чита, ја селектираме истата и сега, за да ја појавиме оваа боја, ќе направиме еден мал трик. Тоа е следното. Ќе појдете во формата и сега видите, бидејќи ова е каква е боја исполнен текстот, но сега ќе ја изменам outline-от, значи ќе изберам текстот да биде со црна граница и при тоа може дори доколку сакате и да изберите со колкава дебелина ќе бидат буквите и како ќе бидат исполнети и така натаму. На овој начин можете да си играте со фонтот, можете да го движите. Ако случајно сгрешите, една од најчесто користените опции ви се undo и redo, кои што ги имате горе. Ако случајно ја немате некоја од опциите, кликнете на копчето и едноставно додадете ја или пак избришете. Многу ефекти може да се постигнат ако појдете во делот Home и фонтот, во опцијата за тоа како сакате да се изгледа текстот, да биде позбиен, многу збиен или пак да му додадете повеќе простор. Чистиот текст сега ќе го демонстрираме како може истата содржина на текстот да биде различно прикажен. Ова е како можеме да работиме со текст. Во продолжение, ќе го пренесам празниот слайд подолу, ќе направиме некој слайд што личи на овој и при тоа забележувате дека сликата нема да можам да ја движам, а додека текстот, ако кликнам на, видите, покажувачот, многу е битно да се научите да го следите покажувачот, ако покажувачот се промени во, забележувате во крвче, значи тоа значи дека текстот можете да го движите каде сакате. Но, забележите, сликата не можеме да ја преместиме. Како е тоа направено? Тоа е направено така што сликата е наместена во позадина. Тоа е многу едноставно. Ако кликнете десен клик
и изберете формат background и ја управуваме позадината. Ако избериме solid fill, значи ќе биде само со една боја. Еве, например, ќе избериме со една боја. Можеме при тоа да си играме со осветлувањето на истата боја, па да добиеме најразлични нијанси. Но ако сакате, можеме да го исполниме со градиентот што го искористив кај буквите. Можеме да исполниме со слика, која што јас претходно имам во клипарт, но јас тоа не го сакам, туку ќе користиме нова слика. Можете од файл, од stock image, од онлайн или икона. Јас ќе изберам слики кои што како корисници на Office 365 пакетот ни се достапни. Значи сега ќе избериме некоја од сликите. Што ни стојат на располагање. Еве слична слика ќе изберам. Ако не е истата. Да, истата слика е. Еве, например, напишав спирала и сега сакам да добијам слични слики што се за спирали. И сега јас ќе изберам од овие слики, например, оваа слика и ќе кликнам Insert. И забележувате дека целата слика е сега во позадина. Ќе го исклучам делот за позадини и забележувате сега сликата е позадина, не може да се движи. А при тоа вие можете да си додавате во Insert Text Box, може да кликните и да си внесувате текст. Текстот можете да го зголемите доколку сакате, да го наместите каде сакате. При тоа можете да користите различни опции. Забележете кога користите текст. Кога ќе појдете во делот на Insert, јас кликнав на Text Box и се појави поле само. Ако изберам оваа опција и не кликнам и влечам, тогаш добивам поле за текст. Сега бидејќи имам позадина, ќе го направам текстот да биде со лесно читлив, поле за текст. И при тоа ќе искористам, можете да искористите еден трик. Ако напишете еднакво и рандом, значи RAND и во заграда, отворите во заградата, пишете, например, 1,2 и затворете заграда, тоа значи дека ќе се генерира еден пасус, еден параграф на текст со две реченици. Треба да притиснам Enter и веќе имам еден параграф со две реченици. Забележете дека оваа опција беше, полето се потполни онолку колку што јас го зголемувам. А ако појдеме Insert, избереме Text Box и кликнеме во него, забележувате сега, ако напишам истата опција, еве сега 2-3 ќе напишам, притиснам Enter, забележувате дека сега целиот текст во делото текстуалното поле излезе надвор, па јас ќе мора да го променувам според големината и да си играм со текстот на што е напишан тука. Еве сега, например, ќе направиме да биде во овој дел, бојата, текстот да биде бел и да нема позадина. На тој начин треба да внимавате да можете текстот да биде читлив. Наредно, ќе прикажам како да поставите слика и при тоа како да додадете одредени ефекти на сликата ако таа е премногу светла, например. Ако имате некој слайд каде што може да додавате слика во случајот, најчесто јас ќе додадам сега нов слайд и забележувате десен клик на слайдот и ќе изберам како сакам да ми биде слайдот. Јас сакам најчесто да работам на празен слайд. На празниот слайд одам во Insert и во делот Pictures имате три опции од вашиот компјутер, Stock Images, што се достапни исклучиво на корисниците на Office 365 пакетот и Online Pictures, што се секогаш достапни. Еве опцијата за Online Pictures, можете забележувате се по категории, дури може да си го пребарувате вашиот OneDrive. Во опцијата за Stock Images, веќе ја забележавме, тука имаме Images, ќе зборуваме за икони покасно, Cutout People, значи можеме да избериме луѓе кои што ќе ги внесиме, кои што се
забележувате позадината му исечена и можеме директно да ги внесиме. Може да избериме стикери, можеме да избериме илустрации, кои што се готови, да ги бираме по категории и да ги вметнуваме во нашата презентација. Пример, сега ќе изберам, еве, например, оваа слика и сега забележувате претходната слика кој ја исполни целата презентација, но сега оваа слика не ја исполни целата презентација. Веднаш забележите од десната страна, самата вештачка интелигенција на PowerPoint, односно опцијата Design Ideas, ни понуди опции како може да ја наместиме сликата. Но овој дел за сега ќе го искористам, да ви прикажам многу практичен трик како да ја направите оваа слика без да го зарасипувате квалитетот, нејзин готова за вашата презентација. Во делот Picture Format имате опција Crop, но внимавајте, не кликнувајте на сликата, туку кликнете на стрелката. Таму се кријат богатство на опции. Не Crop to Shape во било каква форма, туку Aspect Ratio, доколку сакате сликата да биде квадрат, избирате 1:1. Некои размери, ако сакате да биде според стандардните на PowerPoint, новите стандарди, избирате 6:9, 16:9 и при тоа добивте црна рамка. За да изгубите црната рамка, не се плашите, нема да изгубите ништо од сликата, кликнувате било каде и сликата веќе е пресечена. Но, кликнувате на сликата, ја движите, ја местите во левиот агол, затоа ви напомнав, многу е добро да ги имате линиите, забележете кој ќе ја движам, едноставно самиот PowerPoint едно појавува линии, другото како да ја повлекува сликата. Притискате Shift на тастатурата и со една од точките што се во аголот ја разлекувате целата слика. На тој начин добивате комплетно покриен слайд со презентација. Доколку сакате да направите одредени ефекти на оваа презентација, многу едноставно ќе го намалиме зумот и ќе нацртам, видете сега, многу едноставно ќе нацртам една форма, односно еден правоаголник, кој што ќе го покрие целиот слайд. Еве вака. Ќе го намалам и овој дел. Еве го. Ќе изберам било каква боја што сакате. Еве, например, јас сега ќе изберам оваа боја, овој слайд да биде комплетно црн. Не паничите, се е под контрола. Кога ќе појдете во овој дел, кога ќе појдете во делот Fill, забележите транспарентност или прозирноста. Моментално правоаголникот е исполнет со црна боја и ја препокрива сликата, но ако ја зголемувам прозирноста, ја добивам сликата со ниво кое што ми треба. Забележите сега, кога променам бојата, веќе добивам наразлични нијанси од бојата што ми треба. Краток и едноставен трик. Забележувате, имам и црна рамка околу. Тоа е затоа што правоаголникот е со рамка. Одите во Shape формат и во делот кај Outline, не текст, туку Shape, односно формата правоаголникот, избираме No Outline и сега немаме никаква линија. На овој начин можеме многу едноставно да додаваме слика. Сега во наредниот слайд ќе прикажеме како да додадеме различни диаграми, кои што може да бидат секторски и столбец диаграм. Како тоа? Многу едноставно ќе го направиме. Избираме да додадеме празен слайд, десен клик на него и по обичај можеме да го промениме тој да биде празен, но за оваа намена можеме да ги оставиме овие опции и при тоа да избериме опцијата за чарт, за диаграм. Кликнувате на опцијата за диаграм и избирате каков диаграм сакате да нацртате. Јас ќе изберам сега пита диаграм, секторски диаграм, со однесување на глуче да видите како ќе изгледа, кликнувате на ОК. Нема потреба да внимавате какви ќе бидат податоците. Податоците стојат тука, се што треба да направиме е да ги внесиме. Пример, јас ќе изберам во овој дел следното. Забележувате дека автоматски ги добивме податоците што ги внесовме во диаграмот. Доколку сме задоволни со опциите, можеме да отвориме горе, забележувате,
во Excel, но за сега нема воопшто потребата да го направите. Од десната страна имате дополнителни алатки. Можете да ги филтрирате податоците и да прикажете што ќе биде прикажено, боите да ги изберите, имињата како ќе бидат распоредени и така натаму. Можете да изберите во овој дел како да изгледа диаграмот. Имате понудени многу опции како тоа да го направите. Доколку сте задоволни со тоа што го направите, сега, например, ќе запишам, ќе го исклучам податокот, не се секирајте, тој се уште стои, секторски за омилени предмети. На тој начин напишан е секторскиот диаграм и готов за работа. Видите колку брзо тоа го направи. Доколку сакаме да направиме линиски диаграм, го правиме истото на истиот начин. Го бирате диаграмот, еве например овој облик и кликнувате на ОК и добивате празни полиња за вметнување. Категорија 1, 2 и 3 сушност се 4 групи. Еве јас например во овој дел ќе запишам следното. Например, овој диаграм, односно столбец диаграм, ќе се однесува за бојата на колите, што ја забележале учениците при нивното истражување, стојќи на семафорот во близина на училиштето, и резултатите во трите групи кои што тоа го правеле е следен. Се менуваат динамички податоците и сега овдека семафор 1, семафор 2, семафор 3. Забележувате дека сега се променува. Се што треба да направиме да е променам вредности, автоматски се променува диаграмот. Откако сме готови, можеме да го направиме истото, да го уредиме, да смениме позадина и веќе е готово. Ако сакате во иднина да го промените овој диаграм, можете едноставно десен клик да го дуплирате, да остане оригиналниот. Сега во овој два пати ќе кликнеме на него и веќе се отвори делот табот за чарт дизајн и можеме да додадеме елементи, да го промениме изгледот, но во делот Edit Data можеме да ги уредиме податоците што ги креиравме во овој дел. Ако ги затвориме, значи можеме да ги измениме кога сакаме. Дури ако сакаме, можеме да го промениме и видот на диаграмот. Имаме на располагање многу опции околу тоа. На тој начин можеме да креираме и диаграми. Наредно, многу интересен делот е делот за 3D објекти и тоа анимирани 3D објекти, кои што го прикажав малку порано. Како ова сега ќе го направиме во PowerPoint? Одиме под слайдот, притискаме Enter и се отвора нов слайд. Сега ова ќе го додадам на празен слайд, десен клик и во делот Layout ќе го избришам, но можете и да се вратите назад, да кликнете, да извлечите и да го избришите со Delete целиот слайд. Но внимавајте, тоа не значи дека сега ние се наоѓаме на празен слайд, туку се наоѓаме во слайдот Title и Content и покрај тоа што не е празен. За таа цел секогаш бирам blank слайд за да биде празен. Ќе одам во делот Insert и ќе изберам 3D модел. Забележувате, имаме стрелка во тој дел тука. Имаме опции од мојот компјутер и сток, односно 3D моделите што ги нуди PowerPoint, односно Office 365 апликацијата што имаме сите. Забележите колкава е групата на 3D модели што ги имаме. Јас, например, овде имам медицински, ќе изберам да побарам некој што е анимиран. Забележувате, срцето е анимирано. Јас сега за случајот ќе ги изберам мускулите и ќе кликнам Insert, затоа што се анимирани. Да ви прикажам, има дополнителни опции. Додека причекуваме, можете да забележите колку вакви повеќе елементи ставите, толку е повеќе голема
PowerPoint презентацијата ќе биде многу потешка за да се вчита. Забележувате, добивме анимација и сега ќе ја зумирам за да видите како изгледа подобро. Овдека имате копче кое што може да го движите мускулот за различни страни за да ги прикажувате сите групи на мускули. Се вратам сега назад. Сега, можете ова да го зголемите со Shift, се разбира, да го исполните целиот, след доколку сакате, но и не мора да го направите, затоа што забележувате дека не се ни потполни кој знае колку овој дел. Ако појдете во делот опцијата, табот 3D модел, забележувате дека имаме повеќе опции. Можеме да го паузираме, односно да го заприме на одредена позиција и потоа таа позиција да ја дискутираме со помош на учениците. Еве, например, вака. Кога ќе кликнете на средина, можеме да го свртиме. Потоа имаме овдека 3D модели, истите. Можеме да го ресетираме на почетната. Можеме да наместиме различни погледи од 3D моделот. Сега ќе почекаме да се вчитаат сите можни што ги предвидел PowerPoint. Можете да додадете, можете да си играте како да го подредите. Например, можеме да го наместиме да биде подреден од, например, од левата страна и автоматски ќе биде подреден од левата, за да можеме да наместиме друг модел во исто време. Јас ќе го наместам сега да биде на средина, како хоризонтално, така и вертикално. Забележувате, има многу убав дел, панен зум. Кога ќе кликнете на него, добиваме плюс. Кога ќе појдете, забележувате со плюсот, кликнете и едноставно зголемете го мускулот колку што ви треба. Но, колку и да го зголемите, ќе го имате полето што е прикажано. За таа цел треба да го зголемите овој правоаголникот. Ќе направам јас колку што е голем слайдот. Со Shift запомнете. И сега забележете дека кога ќе појдам во овој дел, јас се уште можам да зголемувам или да намалувам. И при тоа можам да добивам одредени елементи, ќе го преместам долу и сега ќе го зголемам, доколку сакам да го прикажам делот што сакам да го прикажам на учениците. Но убавината не завршила во овој дел тука. Ако кликнам на опцијата за да се прикажи, забележете сега анимацијата стои, но имам граница. Но можам во овој дел, заминав на наредниот слайд, можете во самата презентација што ќе дискутираме во второто ниво, како вие всушност и да зумирате за време на презентацијата. Бележите дека зумирам во одредени делови за време на презентацијата, но забележите дека анимацијата се запре. Ако кликнам на Escape, се одзумира и се врати анимацијата што сакам да ја прикажам. На тој начин можеме да внесеме и 3D анимација, која што не мора да биде од тие што бевме медицинските, може да се користат најразлични од понудените. Еве, например, ќе изберам математички форми, 3D тела и може да избереме било која од понудените опции. Сега при тоа може да менуваме боја, големина, најразлични погледи на истата. Еве, овдека може да се промени во делот. Да ја зголемиме, сега црвена е бојата, можеме да ја промениме. Ова е тетраедар. Можеме да експериментираме со незе и учениците да експериментираат. Потоа, можеме да додадеме и многу интересни икони. Забележувате дека во овој дел имам еден поднаслов, еден дел со текст, една форма круг и една икона. И при тоа сите се групирани како еден елемент и можам да ги движам како сакам. Како ова се прави, ќе го направиме во вториот дел од серијалот PowerPoint за наставници, но сега ќе прикажам како да додадеме икона и да ја украсиме на овој начин како тука. Например, многу едноставно, одиме, ајде ќе го копирам слайдот, оти ќе ни треба за активност, ќе направиме копија од слайдот
и ќе одиме во делот Insert и ќе додадеме икони. При тоа може да пребарувате. Еве јас на пример ќе побарам ако берза на пример нешто, еве ќе изберам некоја икона, на пример таа. Ја добивме иконата која што со Shift можеме да ја зголемуваме. И моја напомена и совет, секогаш кога користите набројување, пред набројувањето, наместо да имате цртичка, многу е добро да имате икона. И никогаш немојте да клавате повеќе од 4 набројувања, затоа што максимумот е 6. Во Graphics формат, забележувате, имаме формата, забележувате дека точно се работи за квадрат. Сега како да направиме оваа форма да биде во круг? Значи сега ќе одиме во Insert, ќе одиме во Shape. И сега, ако притиснете Ctrl и Shift и кликнете, центарот на кружницата ќе биде точно во местото каде што е покажувачот. И сега ќе ја одлечиме и ќе добиеме круг. Ќе го поставиме кругот над, забележувате водечките линии, ми кажува дека сум точно на средина. Сега, овој круг ќе појдам во делот Shape формат, кај што е Shape Fill, и ќе напишам дека нема да биде исполнет со никаква боја, и сега веќе е празен. Можам да ги променам Outline, границите. Сега ќе ги направам тие да бидат подебели и да бидат, например, со ваква боја. Можам да, ако сакам, да ја зголемам формата, можам да ја преместам. Да постои многу убава опција за директно подредување. Ги селектирате двата елементи и во делот Shape формат, во делот Align, можете да ги подредите во middle и автоматски едниот е точно во средината на другиот објект. Ако сакате овие два елементи од сега па натаму да бидат група, можете да појдете во груп и да ги групирате. Многу побрз начин е да го изберите тој дел или пак да притиснете CTRL-G и веќе се групирани. И забележувате дека сега можеме да ги движиме исто како што можевме да ги движиме и тука. Забележете дека секој дел и покрај што се групирани можеме да ги движиме и да ги променуваме по нашите потреби. На тој начин, ќе се вратам назад, можеме да користиме и најразлични икони. Оваа презентација ќе искористам приликата да ви прикажам дополнителни ресурси, затоа што немаат сите Office 365 акаунти, односно немаат PowerPoint во десктоп верзија, па ова се ресурсите што може да ги искористат и при онлайн верзијата на PowerPoint. Првиот QR код ќе ве однесе до веб страна каде што можете бесплатни видеа да поставате, како што ќе искористиме во продолжение, слики и дополнителни икони доколку барате нешто што го нема. Како ќе искористиме некој од овие? Сега видео ќе видите од наредниот слайд. Еве како може да вклучите интерактивно видео, динамичко видео во вашата презентација. И при тоа можете да одредите, забележувате одредени елементи, каде сакате да предискутирате околу тоа што се гледа. Во делот можете видео формат, можете да измените што сакате со сликата, можете да го промените дизајнот, да направите корекции на сликата, какви што вие сакате да направите. Но тоа сега за сега може да ги промениме облиците и така натаму, може да ја свртиме, да ја кропираме сликата, можеме да подесиме и како ќе се движи, а со Add Bookmarks ги додавате точките за референци за да знаете каде треба нешто да се дискутира. Може да се скрати видеото, да се направи fade in, fade out, еве например 25 секунди на почетокот и 25 секунди на крајот, видеото ќе е поинакво него претходно, може да се намести звукот, кога да се започне и така натаму до крајот. Овде како имате превод на видеото, може и тоа да оди од оздола, и тоа се дополнителните опции што ги имате за видеото. Од десната страна имате дополнителни опции што ги немате во горниот дел. А како тоа ќе го направите, ќе ви прикажам со првиот ресурс. Овој ресурс, многу едноставно, притискате Enter, одите под слайдот, притискате Enter и автоматски имате нов слайд. Pixels.com/videos е страницата од каде што е избрана сликата. Имате многу
такви анимирани видеа, забележувате, еве сега ова јас ќе го додадам. Се што треба да направите, ако кликнете на play, ќе видите како изгледа видеото. Го запрам, можеме да го даунлодираме, забележувате ги имате сите квалитети и се разбира, даунлодирањето е бесплатно. Ќе го даунлодирате видеото, еве на овој начин. Ќе започне даунлодирањето и видеото е веќе даунлодирано. Јас сега ќе го прикажам ова видео и ќе си го префрлам во фолдерот на даунлодирани видеа за да можем да ги додадам во презентацијата. Откако го даунлодиравме видеото, ќе појдеме во делот Insert и од десната страна имаме видео. Имате онлайн видео, доколку сакате да додадете YouTube видео или видео од мојот компјутер. Јас сега ќе го додадам видеото што току-што го даунлодиравме и забележете дека сега ова видео не ја исполнува целиот слайд и веднаш добивме дизајни, идеи како тоа можеме да го направиме со помош на вештачката интелигенција. Сега јас ќе пробам да појдам во делот за да можеме да видиме дали можеме да му направиме кроп на видеото, но бидејќи тоа е направено како што треба. Сега ние, ако го разлечиме видеото со помош на Shift опцијата, го исполнуваме целиот екран и имаме анимирано видео. И при тоа можете да си додавате било каде во видеото и текст бокс за тоа што вие во моментот сакате да го потенцирате со учениците. На овој начин прикажавме како можеме да додадеме и анимирано видео заедно со текст. Веднаш забележувате, веднаш што го додадов текстот, вештачката интелигенција ми нуди опции како тоа да го направам да биде повпечатливо, да не биде само бледо слика со текст во него. Како последен дел од оваа PowerPoint презентација, ќе прикажам како да користите трансформации и анимации во вашата презентација, за да го избегнете линеарниот тек на пренесувањето на идејата. Забележувате дека сега ќе се обидиме да го направиме нешто слично како ова овдека. Забележувате ова е едниот слайд. Имаме едноставна анимација која што го добиваме другиот слайд. Ова е така наречената морф транзиција која што ја имате во сите пакети на Office 365, без разлика дали е во десктоп или во веб верзија, и една од ретките транзиции и анимации која што е достапна во двете варијанти. Како ова се прави? Ајде ќе ви прикажам на многу едноставен пример. Избериме празен слайд и во празниот слайд, например сега ќе изберам празниот слайд, ќе го направиме да биде буквално да биде црн и сега во него ќе нацртаме во Home, во Insert, ќе нацртаме еден притискам Shift и цртам квадрат. Овој квадрат нека остане како што е за интерес на времето. Сега ќе кликнам десен клик, ќе го дуплирам овој слайд. Можем во претходниот слайд да додадам и текст, да видите како ќе оди ефектот. Значи овдека сега ќе додадам. Забележувате, текстот сега нема боја, затоа што тој всушност е со црна боја и сега ќе го направам текстот да биде со бела боја, за да можеме да го видиме. И ќе го зголемам фонтот. Сега ќе го дуплирам слайдот за да не преправам, а овој претходниот ќе го селектирам десен клик и имаме опција Delete. Само да ја го најдам. Delete слайд. Во овој слайд, се што ќе треба да направам, го селектирам обликот, притискам Shift и го носам од другата страна. Притискам квадрат и го носам квадратот од другата страна. Сега ги селектирам двата слайдови, одам во делот транзиции и ја бирам транзицијата Morph. На тој начин двете ќе бидат, но можете во интерес на времето сега само оваа транзиција и забележувате
колку убав ефект добивме. Ќе ја пуштам анимацијата и ќе видите еве едноставна морф транзиција. А ако сакате да додадете дополнителни ефекти, еве например јас ќе го додадам, ќе го дуплирам овој слайд и ќе додадеме освен оваа, ќе додадеме и одредена анимација. И неколку зборови ќе ви напомнам во врска со анимациите. Намерно го избрав овој елемент затоа што се елементите групирани во овој дел. Ако сакаме да направиме анимација на овој елемент, одете во делот Animation и задолжително отворете го Animation паното, кој што се наоѓа од десната страна, каде што имате дополнителни анимации. Забележувате анимациите што се со зелена боја, се анимациите за лес, со жолта се анимациите за нагласување, а со зелена или со црвена боја, се анимациите за излез, но имате и различни патеки. Мој совет, секогаш избирајте некои суптилни, без Бог знае какви преголеми анимации. Мој совет е најчесто да избирате опцијата Vibe, но тоа зависи од преференциите. Во делот Effect Options може да избирате од која страна сакате да се појави анимација. Ако се работи за текст, задолжително да биде во правецот на пишување на текстот. Забележувате дека сега ова беше целата група на елементи. Ако сакам сега да додадам нова анимација, ќе одите во делот Add Animation и сега ќе изберам друга анимација на истиот ефект. Забележувате сега на истиот елемент, која што беше и непотребно, само за да демонстрирам. Секоја анимација има собствена бројка и со тоа е прикажано нивниот редослед. Ако сакате анимацијата 2, забележувате се по квадрачињата започнува заедно со првата. Ако сакам да напишам сега, после претходната, забележувате квадратчето се помести, и ако изберам првата и кликнам, забележувате се имам два ефекти за истата, затоа што се работи за група на овој. Ако сакам сега да се вратам назад и да ја избришам, многу едноставно ќе кликнете на втората анимација и Delete на тастатурата автоматски се брише. Ако сакате да додадете поединечни анимации, ајде вака сега ќе провериме, тогаш, бидејќи овој елемент е групиран, ајде да се обидиме да додадеме поединечна анимација на овој дел само, на текстот. Ќе изберам Vibe, но забележете, бидејќи овој елемент е групиран, комплетно оди целата анимација. Ако сакате да ја растурите анимацијата, морате да ја селектирате делот, па потоа десен клик и во делот Group да изберите Ungroup и сега целиот дел е групиран. Одека забележувате повторно се работи за група. Значи сега можам да си направам анимација за иконата, за кругот, а бидејќи сега кругот е кој ќе појдете во овој дел за да видите како изгледа, прво иконата па кругот. Ако сакате можеме да го смениме редоследот. Оваа икона ќе ја наместиме, забележувате, трета. Ќе биде трета и сега ќе биде редоследот. Прво ќе се појави иконата, па кругот, па потоа овдека ќе се појави другата икона, а потоа ќе се појавуваат и целиот текст. Бидејќи текстот е, забележувате, групиран, можам да го одгрупирам на истиот начин. Group, regroup или ungroup, ќе го одгрупирам, тогаш секој елемент може да си има собствена анимација, можеме и да го подесиме и брзината на анимацијата и така натаму. И забележувате, секоја анимација си има бројка. За да видиме како изгледаат анимациите, можеме да кликнеме во овој дел Preview и ќе видите како ќе изгледа целата анимација. Но исто така можете и од десната страна да ја разгледувате секоја анимација. Забележете, навикнете се да работите со квадрачињата, затоа ако се на исто ниво, сите квадрачиња ќе траат, ќе започнуваат во исто време. Забележете дека сега можеме да го променам време траењето на таа анимација. Истото тоа може да го направите во најдолниот дел, но нема потреба, доволно е во овој дел. Нешто повеќе во врска со овие анимации во вториот дел од PowerPoint за наставници.